Република Македонија е на добар пат да организира фер и демократски избори на 11 декември и сите прашања кои се користеа како изговори за одложување се елиминирани, порача првиот човек на дипломатијата Никола Поповски на панел дискусијата на владеачката ВМРО ДПМНЕ, коментирајќи ја посетата на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Решавањето на политичката криза ќе отвори вратата за пристапните преговори за членство во Европската Унија, смета Поповски. Стандардите се постигнати и во овој меѓу период навистина постигнавме една клима во која многу е тешко за било кого да каже дека не сме на добар пат да се организираат тие избори. Ова го кажувам и од аспект на тоа што на Република Македонија во овој момент веројатно најзначаен сегмент би било излегувањето од таа политичка криза, која би завршила со тие избори, кои би отворила една врата за зголемување на притисокот за остварување на нешто што подолг временски период треба да се случи во Република Македонија, тоа е пристапните преговори за членство во Европската Унија. Поранешниот министер за надворешни, сега подпредседател на Собранието Антонио Милошовски, смета дека преговорите за членство Македонија може да се очекува да ги започне доколку спроведе избори, во кои сите политички актери ќе се однесуваат коректно. Од 2006 година до денес во Македонија, во нашето собрание донесени се преку стотици закони кои што значат прилагодување на македонскиот законодавен систем со европските норми. И тоа значи дека земјата, без разлика на политичката или економската ситуација во која што се наоѓа, секогаш дава и политички и институционален приоритет на тоа што значи цел за членување во Европската Унија. На панелот на тема држава дискутира и заменичката во Министерството за правда Билјана Бричковска и директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. На прашањата околу судскиот систем, Бричковска со став дека независноста на судството и јавното обвинителство произлегува од личната независност. Чавков пак образложуваше со какви законски решенија го затегнало Министерството за внатрешни во 2006-та. Во рамките на надлежностите на Министерството за правда и владата во делот на судската власт, активностите беа насочени кон создавање на нормативната рамка, односно подобрување на нормативната рамка која што ја покрива оваа област, како и во делот на создавањето на просторните услови за нормално функционирање на правосудните институции. Тоа беше исклучително тешка позиција, стартна позиција за да се тргне напред и во тој контекст се направи многу на нормативен план, значи се направи многу, се донеса нови законски решенија, многу законски решенија кои што ја покриваат нашата област беа променети и многу подзаконски акти и особено стандардни оперативни процедури. На оваа дискусија зборуваше и министерот за одбрана Зоран Јолевски, кој што истакна дека земјава уште во 2008 ги исполнила критериумите за членство во НАТО алијансата, но и понатаму нема покана. Армијата на Македонија, рече Јолевски, и понатаму ќе учествува во меѓународните мисии и ќе продолжи професионално да се надградува.